Затворајќи го овој блок на темата УБК, сакам само дополнително од вас Димовски коментар. Кога отпочна всушност синоќа војната со пресконференции СЈО, па веднаш после нив Чавков и Андонов, отсуствуваше некако, беше повеќе од јасно дека министерот Спасовски малку стои по настрана. Како што продолжи денешниот ден, стана повеќе од јасно дека таму е веројатно проценката дека нема да дозволат тоа да се врати на колосекот на партиска битка СДСМ, ВМРО, ДПМН, затоа што онака или како и да е, ние сме во некаков предизборен период. Во таа смисла, сметате ли дека министерот Оливер Спасовски пропушти да превземе одредени мерки кои се во негова ингеренција, иако негови поранешни колеги го повикуваа дека тој е должен да ги обезбеди судските наредби и доколку некој тоа го попречува, вклучително и директорот на јавната безбедност, тој има ингеренции и да апси. Ова прашање за кое сега говориме беше најпоставуваното синоќа барем на социјалните мрежи. И навистина таква рашомонијада во ситуација кога има министер во министерството, дополнителниот заменски министер, кој јасно е предвидено дека има ингеренции само околу изборите, да се појавува и да држи пресконференции во 2 часот по полноќ е навистина лудо. Едно, тоа што Оливер како министер го дозволи, а второ, тоа што била формирана само комисија од негова страна за која ние слушнавме вчера или евентуално нешто денеска. Во таква ситуација, министерот за внатрешни работи, независно од која политичка опција, требаше барем да излази да ги објасни процедурите, што направило Министерството за внатрешни работи во конкретниот предмет, па дури и утринското затворање на капијата. Мене навистина ме интересира дали Чавков направил проценка дека Катица Јанева и низините обвинители се опасност за управата за безбедност, дали управата донела таква наредба или едноставно и Оливер се согласил со тоа што да не им биде дозволен влез, бидејќи зборуваме за главната капија, тие стоеле, замислете сликата, државни обвинители кои доаѓаат со судски налог и стојат и викаат: "Аман, отворете ни ја вратава, сакаме да го видиме вашиот криминал." Тоа е перверзија. Дефинитивно Оливер Спасовски со вчерашната барем нереакција и денешното непојавување можеби звучиме лаичко. Тука има кривично дело, требаше да неизвршување на судска одлука. Не спречување лице, службено лице во вршење службено дејство, тука има кривично дело неизвршување на судска одлука. Сите овие обструкции навлегуваат во елементите на тоа кривично дело и СЈО веќе почнува да отвара регистар еден каде што ќе се евидентираат сите попречувања и јас сум за тоа и тоа е општ став таму дека сите лица кои што на било кој начин го попречуваат СЈО, сите попречувања ќе бидат евидентирани, од тој регистар подоцна ќе се види што представува кривично дело. Специјалното јавно обвинителство поднесе барање за казни за директорот на управата за безбедност и контраразузнавање. Нас не ни е баш сосема јасно колку тој де факто попречувал, бидејќи од она што можевме да го видиме во јавност, всушност клучниот човек кој што и сами од себе си се промовираше во тој момент како заштитник на безбедносниот систем е всушност директорот на Бирото за јавна безбедност Чавков. Казната се однесува на недавањето информации по барањето од март до сега. За тоа се однесува казната. Но како и да е тој одговорно лице во управата, ако вие сте овде одговорни вечерва, без оглед дали вие ќе викнате 10 луѓе од надвор и нас вечерва ќе не претепаат или не знам што, вие ја превземате одговорноста бидејќи вие сте не викнале, вие сте застанале, тој потпишува. Не е Чавков, не е Оливер Андонов, он може да викне таму и цел оркестар трубачи, па да ги попречува на таков начин да не може да работат. Затоа имаме одговорно лице на управата кој одговара и по закон и по се што следува. Се знае кој одговара прекршочно, кој кривично. Така да тоа е тој. Од екстремот и советите синоќа дека министерот Спасовски конечно ќе треба да си ја земе во своји раце сопствената работа и да прави посериозни проценки околу тоа што му се случува во министерството. До вечерва не слушнавме вклучително и дали министерот Спасовски, да речеме, утринава одржа вонреден колегиум во Министерството за внатрешни работи, што предпоставувам од настаните ноќеска ќе требаше да биде некоја прва блага или нормална реакција на министерството во која меѓу себе барем елементарно ќе договорат или ќе поразговараат
кој во ваква ситуација како мора да постапува во рамките на Министерството, доколку тоа е можно. Јас ќе направам паралела со 99-2000 година, кога СВР Велес и тогашниот началник упадна во топилницата, каде што се одржува собрание, па имате паралелно собрание, па кој сака да превземе, нас новинарите не спречи, меѓу другото, кој влеговме на покана на раководството на топилницата и спречи други луѓе. Павле Трајанов, кој вчера го повика Оливер Спасовски да се изврши својата должност, тогаш веднаш го разреши началникот на СВР Велес. Тоа е СВР која ги покрива до Гевгелија, значи станува збор за цел Повардарски регион и веднаш назначи нов, така наречен, ајде да кажеме, стечаен управник кој беше пратен од Скопје да ги превземе работите во Велес. Тоа требаше да го направи во најмала рака и Оливер Спасовски вчера, барем во тие ингеренции каде што може. А не да имаме вакви 2 дена објаснувања, да влегуваат обвинителите, да ги викаат медиумите во 2, замислете ситуацијата, мислите војна се случило. Одлично ова што додавате во рамките на тие ингеренции што ги има, ама ние забораваме дека во политички процес и политички договори на маса, на тој начин се опишани и лимитирани ингеренциите и толку многу комплицирана шемата во Министерството за внатрешни работи, што случувањето од синоќа потврдуваат колку е гнило кога правите безсмислени политички договори, кога тоа ви изгледа дека е неопходно само да покриете некакви 100 дена, 100 дена до 100 дена. Дека нема ингеренции, па и тоа би било логично објаснување за јавност. Овде